Судската летна ферија заврши и веќе има закажано десетина рочишта за предмети кои привлекува огромно внимание кај јавноста. Првиот ден од септември треба да продолжи судењето против поранешниот директор на клиниката за геријатрија, кој заврши на обвинителна клуп откако побарал 100.000 евра за прием на пациент кој се наоѓал во лоша состојба. Рочиштето ќе се одржи во Скопскиот кривичен суд. Во новата поголема судница во Идризово пак на 2 септември ќе продолжи судењето за адитив, случајот во кој според обвинителството при набавка на сомнителни адитиви за рек Битола и ТЕЦ Неготино е направена штета од над 6,5 милиони евра. Во истиот предмет на обвинителна клупа треба да седне и екс-претседателката на антикорупцијска Татјана Димитровска, која се товари за оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат. Веќе следниот ден на 3 септември, според судскиот календар, во Кривичен се закажани 3 рочишта интересни за јавноста. Продолжува судењето против таткото на Васил Јованов, кој кон крајот на јануари на пешачки премин на црвено светло и под дејство на алкохол ја усмрти 22 годишната Фросина Кулакова од Неготино. Зоран Јованов се товари за предизвикување тешки дела против општата безбедност. Второто рочиште истиот ден е против Раде Трајковски Штекли и уште 9 лица за продажба на дрога, а судијата ќе треба да одлучи дали Штекли е способен да го следи судењето, откако одбраната тврдеше дека тој се наоѓа во лоша здравствена состојба. Истиот ден има рочиште и за екс-директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Лидија Димова. Судењето почна пред 3 години, а еден од обвинетите призна вина. И покрај тоа, Димова докрај го убедува судот дека не направила штета од 20 милиони денари со злоупотреби на средствата на Европската заедница. Веќе на 5 септември ќе започне судењето за случајот во јавноста познат како онкологија, откако првото рочиште минатиот месец се одложи. Прво обвинете поранешниот директор на клиниката Нино Васев со уште тројца онколози кои се товарат за несовесно лекување. 2 недели подоцна на 22 септември се очекува да продолжи случајот познат во јавноста како Беса Транс, односно за сообраќајната несреќа која се случи во Бугарија пред 4 години, а во која загинаа 45 лица. Во овој случај прво обвинете сопственикот на компанијата Беким Хаджиу, кој се гони дека превезувал лица со фалсификувана лиценца за меѓународен транспорт. Во меѓувреме јавноста очекува и датум за судењето за пожарот во ноќниот клуб Пулс во Кочани, кога во една од најголемите трагедии во земјава животот го загубија 62 лица. Обвинителниот акт за овој предмет против купно 37 физички и правни лица се уште е во фаза на оценка од страна на кривичниот суд, а откако ќе биде одобрен, ќе биде распореден кај судија кој ќе го води предметот.